Почитувани, невладините организации се полнат со стотици илјади евра пред избори. Платите се намалуваат, зголемувањето на пензиите се укинува, индустријското производство тоне, но затоа се истураат милиони во невладиниот сектор. На тегавириските избори невладините организации беа фатени како купуваат дрва, а потоа ги делеа во замена за гласови. Во цела Источна Македонија, кандидати за пратеници на СДС ги посетуваа ромите со цел да агитираат при делењето на пакетите за имунизација и хуманитарна помош. Владата не дава одговор за што се користат милионските суми кои ги префрла на сметките на невладините организации. Не дава одговор кои се тие невладини организации и какви проекти понудиле за да ги добијат средствата. Во минатото бевме сведоци на активности кои дел од невладините организации ги спроведуваа со пари кои се влеваа во Македонија, а за кои немавме увид ниту од каде се, ниту за што се користат. Веднаш постапувањето на власт, СДС, започна со вработување на активистите на така наречената шарена револуција, кои денеска работат и примаат плата од институциите кои ги уриваа. Денеска граѓаните ги плаќаат оние кои ја уриваа волјата на граѓаните. Денеска ги плаќаме оние кои за да добијат работно место во владата ги доведуваа граѓаните во безбедносна опасност. Нејасно е зошто токму во предизборен период на невладините им се исплаќаат 1 милион евра од буџетот на Република Македонија. Тоа се наши пари. Со наши пари ги плаќаме луѓето кои ни ја уриваа државата. Додека се укинува покачувањето на пензиите и се намалуваат платите, на сметките на невладините организации од парите на граѓаните за само 2 дена се префрлени 29 милиона 660 илјади денари. А вкупно, откако се распишани изборите, на сметките на невладините се префрлени 55 милиона 785 илјади денари. Почитувани, така наречените револуционери, кои сега живеат од парите на граѓаните, СДС и ЗАЕВ ќе бидат казнети на локалните избори кои ќе се случат на 15 октомври. Ви благодарам на вниманието.